Враќање на средната класа и подобрен животен стандард во Македонија беше едно од главните ветувања со кои СДСМ дојде на власт. Ветуваа враќање на достоинството на работникот, силна и обемна средна класа која не ке може да се подкупи за глас на избори, што ке требаше да помогне и за враќање на демократијата. Нашата клучна цел е зголемување на доходот на домакинствата што живеат под долната граница на средната класа или во средната класа, со намера обезбедување на бројна и економски стабилна средна класа. Дали се исполни едно од клучните ветувања? 7 години откако се сместија на Илинденска, одговорот е повеќе од јасен. Не само што ја снемува средната класа, туку и тие кои порано беа дел од неа се повеќе осиромашуваат. Ако порано било гордост да сте работник, сега сликата е далеку од розова. Работниците не може да си го прехранат семејството, а камоли да си дозволат да одвојат денар за одмор или за билет во театар или кино. Нашите податоци во Сојуз на синдикати на Македонија одамна не гледаат средна класа помеѓу граѓаните, односно најголемиот дел од граѓаните ако се работниците, и мајки во предвид дека не на вакви празни ветувања што не идувале работниците и граѓаните, туку наназад како се покачуваше, видовме дека граѓаните се повеќе и повеќе осиромашуваат, така што можеби средна класа што имало во држава пред 30-35 години одамна ја нема, не дека од последниве 2-3 години, имајќи во предвид дека цело време касниме во регионот и со минимална плата и со просечна, и оние ветувања за нас тука се малку нереални. Генерално, за средна класа се сметаат луѓето со сигурни приходи кои го имаат решено проблемот со домување, може да се дозволат одмор и просечен автомобил, а кога ќе ги платат месечните сметки, треба да им остане уште 1/3 од парите за трошење. Значи, ако се потребни речиси 60.000 денари за да се задоволат минималните потреби, треба да им останат речиси 18.000 денари. Ова е можно ако двајца родители заработуваат по една просечна плата од 40.000 денари, што во Македонија е реткост. 80% од работниците заработуваат до просечната плата. Платите реално се движат помеѓу 25 и 35.000 денари. Со тие плати навистина не може да се задоволат потребите за кошничката, а да стигнеме до 40.000 денари и 2 просечни да имаме во семејството, да, ќе може да кажеме дека добро се преживува во Македонија во моментот со тие средства. Но не ги гледаме тие затоа што голем дел од менаџерските договори, голем дел од представниците на власта, министри, пратеници и сите што добија такво зголемување, да не ги набројувам функционерите по дејности, програмерите и навигација направија да просекот отиде 40.000 денари. Ветувањата за подобрување на стандардот се далеку од остварување ако се земат во предвид податоците само за движењето на платите во регионот. Македонија се спушти на дното според висината на минималецот, а уште пофрапантни се податоците дека во ноември минатата година имало над 8.000 работници со плата под минималната. За волја на вистината, платата и просечната и минималната растеше во изминатите години, ама ја изеде инфлацијата. И тоа никако не може да биде оправдување за неуспехот на владата на СДСМ да ја врати и засили средната класа. За тоа да се случи, потребно е над 70% од вработените да земаат просечна или надпросечна плата, што во моментов останува далечна желба за многумина.